Граѓаните на општина Центар во недела го бираат својот нов градоначалник. Битката се води меѓу Горан Герасимовски од СДСМ и Наташа Котвар од ВМРО ДПМН. Разликата во првиот круг беше нешто повеќе од 1500 гласа. Што ќе одлучат граѓаните на општина Центар во вториот круг? Што очекуваат од новиот градоначалник и што најмногу им треба? За сето ова разговараме со Наташа Котвар, кандидат предложен од ВМРО ДПМН. Госпоѓо Котвар, првиот круг заврши. Разликата и не беше така голема во Центар со оглед ако ги следиме минатите резултати. Од какви резултати вие очекувавте на овие? Дали сте задоволни од резултатите и како го коментирате фактот дека сега имаме само едно советничко место разлика меѓу ВМРО и СДСМ за разлика од претходните избори? Да бидам искрена, не бев голем оптимист. Со оглед на приликите во кои што живееме, и знаете, кога централната власт е на услуга на оние кои што се уште се и во локалната, малку ви раѓа определен сомнеш. Меѓутоа пак изненадувачки е колку има потреба нашиот народ, особено жителите на Центар, да изразат свој став и навистина многу ми значи, без разлика која има предноста во моментот, која нема. Меѓутоа тоа упатува на некои си сосема нови тенденции во живењето и во локалната самоуправа, па ако одиме и понатаму и кон централната власт. Искрено, кога ги споредувавме бројките од претходните и сегашните и споредувајќи ги и други бројки, сепак во однос на кандидат кој што е предложен од ВМРО и коалиција, и другите се добија во овој период, значи најдобрите резултати во однос на претходни избори, што тоа нас ни влева сепак една верба дека во следниот период ќе бидеме и многу повеќе поддржани од луѓето. Знаете, кога ќе почне веќе бранот на промените, вие тешко можете да го запрете. Сепак да не заборавиме дека повеќето скопски општини добија градоначалници кои потекнуваат од опозицијскиот блок и од таа здружена платформа која што инсистира на нови политички, економски, социјални. Останавме во однос на Скопје, општина Центар и главниот град нели Скопје. Ете, останавме ние жените да ја довршиме последната битка. Една од ретките кандидати жени од двете политички партии. Имавте многу ветувања во првиот круг, се појавија ветувања од проекти во вториот круг. Што е она што прво би го направиле доколку влезете во канцеларијата на градоначалник? Да, знаете, не само што и другите ме прашуваат, често пати и самата си поставувам прашање. Го видовме тим што отиде да дивите депонии да ги лоцира. Јас, знаете, прво ке речев одржувањето на хигиената, тоа е најлесно да се направи, нели? Исправувањето со отпадот, без разлика од каква природа е тој отпад. Она што треба да знаеме дека за да има една успешна работа во општината мора да се среди работењето на администрацијата. Сепак тука треба да се определат нештата. Дали сите ние вклучени во работата и раководењето на општината ќе делуваме во насока на развој на општината и јавниот интерес ќе ни биде цел или некои други нешта. Често пати ме прашуваат дали некој заради различна идеолошка или партиска или политичка определба дали би бил потенцијален кандидат за губење на работно место. Тоа е пракса која што сме ја гледале наназад. Значи, бидејќи јас сепак потекнувам од семејство кое што се занимава со приватното работење преку 30 години и знам мојата мајка како се справувала и мојот татко со сето тоа, најважно во приватната фирма, во приватното предпријатие е луѓето да се вложат и да го даваат она што е потребно за да оди успешно работата. Така и во државните. Така што ако тој критериум биде запазен, мислам дека ништо друго не треба да биде земено во предвид. Исто така многу ме интересира засилувањето, односно нагласувањето на она што ни го овозможуваат членовите од Законот за локална самоуправа 27, 28, 29, 30, односно директната партиципација на граѓаните, односно директното учество на граѓаните во работата на општината, бидејќи според законот
Ние што сме избрани, тоа е индиректното учество на граѓаните нели во општината, но и нивното непосредно учество и точно се определени критериумите како тие може да учествуваат и зошто да учествуваат преку урбаните заедници, бидејќи има такви проблеми на теренот кои, верувајте, сами луѓето од општината, било избрани или вработени, не ќе може да се справат. Така што тука ја гледам целата првична насока, со оглед дека има многу проблеми. Јас честопати, знам и да се пошегувам, имам впечаток дека можеби и 10 градоначалници се потребни за да се воспостави некоја основа на работење и раководење. Значи, организацијскиот дел е она што треба прво да се почне. Како на жител на центар, никако кандидација. Што е она што најмногу ви пречеше пред да влезете во оваа кандидатура? После дознавте нови проблеми во центарот, па да, можеби не сте ги знаеле. Исто потекнувам од јадрото на центарот, доаѓам и од Градски зид и од Капиштец. Израсната сум во Градски зид, еве долго време живеам и во Капиштец, ме делат одвај 300 метра едно од друго. Ми пречи нечистотијата, односно несредувањето на хигиената. Претпоставам понатаму ќе разговараме. Ми пречи несредените паркинзи или неможноста луѓето да паркираат барем на соодветно место, барем со едно возило. Ми пречи вревата која што се создава од главните булевари. Ми пречи вревата исто така и од вкрстените засилени звуци кои доаѓаат од верските објекти, бидејќи во центар можете да слушнете и камбани и друг вид на изразување на верски молитви и така натаму. Ми пречи однесувањето на младите во доцните часови. Знаете, кога беше оној рестриктивен период за време на короната, некако беше поспокојно. Меѓутоа, сега напливот на младите кои што во вечерните часови, наместо да имаат воспитан културен живот, имаат некои вревечки, некои очаен или со гнев преполн живот. Предпоставам дека на тој начин ги изразуваат своите чувства или нереализирани стремежи. Да, се гледа и по игралиштата детски кои што се тотално уништени. Уништени се и тие. Постојано имаме стакло скршено по улиците, внимателно треба да се гази. Пренаселеноста ми пречи, искрено да ви кажам, многу ми пречи, особено во делот на јадрото. Несредените пазари ми пречат, ние ги имаме два, кои што пак за разлика од нас, за сите странски посетители, тие представуваат и атракција. Мислам дека во основа и преголемата урбанизација, при што едни со други си се гледаме од балконите, да не речем и можеме слободно да си влеземе стан во стан. Да, кафе да се напиеме на балкон, да, слободно може да направиме. Имаме ли решение за таа врева во центар? Сите институции се во центар државни, сите за се што треба да заврши, човек мора да дојде во центар. Имаме ли решение за таа врева во центар и во текот на денот и во вечерните часови? Да, веќе кога го спомнуваме ова, треба да ги разлачиме нештата. Едната врева доаѓа од сообраќајот, другата врева доаѓаат од други извори. Вревата на сообраќајот, значи, прво ќе почнам со тоа, треба да се определиме она што веќе го спровеле повеќето европски градови. Намалување на интензитетот на сообраќајот во градското јадро, што значи дека веќе мора да имаме една соработка и со главниот град, односно со Скопје, бидејќи таа ситуација е во доменот на градот Скопје, јавниот транспорт. Ако ние имаме добро организиран јавен транспорт, ќе можеме тогаш да ги организираме и помалите улици. Да се воспитаме дека не може да одете на пазар со своето возило на само 10 на метри, да го ставите возилото на улицата и да одите да пазарите. Затоа постојат гаражи во непосредна близина на зелените пазари и во Бунјаковац и во Градски зид. Од спротивната страна се и двата така се лоцирани, што значи дека секој пешак може да
оди со количка и да си пазари, па и да развие социјален живот. Намалувањето на возилата и потикнувањето на пешаците, во оваа смисла го кажав тоа. Исто така поставувањето на сврзни велосипедски патики. Ние мораме да го развиваме и тој начин на однесување или хуманизација. Ако тие нешта ги потикнеме, тогаш веќе ќе можеме да се насочиме и кон други и посериозни кои што ни се потребни, овозможување на движење на луѓето со посебни потреби, односно со количките, односно хендикепираните луѓе. Во однос на вревата која што ја имаме, значи аудиото што доаѓа во етерот, сме со сериозна намера да се постават соодветни инструменти кои што ќе бидат поврзани со надлежните институции и веднаш во моментот детектирајќи соодветно прегласно имитување на звуци да може да се има како доказ и фактички да се казнува. Дури имам еден предлог од граѓаните, постарите луѓе кои што се пензионери, дури и самите се пријавуваат да бидат еден вид позорникари или редари, кои што со своји апарати или на друг начин, тоа би го докажале несоодветно однесување, таа врева. Тоа ми е и во контекст на забрзувањето и на брзината од страна на возилата, за да се евидентираат и да бидат користени како доказ и да може да се изрекуваат казни. И само накратко да кажам дека луѓето ми кажа дека тоа е пракса во Сараево, ние не треба да одиме подалеку, доволно е и таа практика да ја земеме, за да видиме дека и таму се вовел некој менталитетот не е тука некаде. Да. Токму тоа ми беше следното прашање. Дали некоја идеја, некој ваш проект се роди од тие средби со граѓаните во текот на изминатиот период, во вториот, после првиот крок излеговте со нови проекти, дали некој проект беше токму производ на такво нешто? Да се надоврзам на претходното, значи добивме сугестии од повозрастните наши жители во општина Центар, покрај тоа што постојат урбаните заедници, тие би сакале да бидат активни. И ние мислам дека со тоа можеме да воспоставиме на некој начин и едно домакинско владење, да нема потреба да се трошат средства од страна на буџетот на општината во голема мера, да бидат на некој начин активни во таа позорникарска служба, но и да се формира еден совет на искусни или на луѓе кои што би се состанувале со нас и со советниците и со вработените во општината и би ги давале своите забелишки и би ни давале сугестии како би требало да се постапува во определени случаеви, што за нас е многу добро дојдено. Тоа е една популација која сака да биде активна, најбројна е во општина Центар по бројност. Другата инспиративна работа беше, ние размислувавме и претходно за обезбедување на еден дневен престој со родителите кои што имаат посебни потребни во однос на своите деца, бидејќи нивните деца се соочуваат со ситуации или здравствени проблеми кои што ги немаат другите луѓе. Пречки во развојот кои што им пречки во развојот, определена попреченост, за да може тие деца да бидат и соодветно педагошки третирани, и логопедски, и социјално, и културолошки, да им се развијат соодветни вештини, бидејќи кај тие деца има огромен потенцијал да развијат своја способност и утре да бидат луѓе сами за себе, а да не им создаваат проблеми на своите родители. Јас разговарав со една мајка и верувам дека е така и ќе ви кажам зошто ми е многу блиска таа идеја. Јас пред 20 години имав проблем со моето дете, беше болно од малигна болест. И во болницата во Германија каде што бевме, ние бевме во непосредна близина со дечиња со таков проблем кој што сега го спомнуваме, со известна попреченост или ретки болести или широка лепеза на болести беа. Меѓутоа, верувајте дека многу малку треба да се направи, многу малку треба да се канализира и да се построи, за да ние сите родители со едни такви моменти во нашите животи,
да можеме да веруваме во една иднина на нашите деца. И тоа мора да се направи и јас ќе бидам задоволна да ја поставиме основата и никако, без разлика кој и да дојде во иднина на чело на општина, па и понатаму да ја шириме идејата, никогаш да не се откаже од таа идеја и постојано да ја надградува. Можам да спомнам, јас го сакам еден објект кој што се наоѓа во населбата во Капиштец. Пред известно време противничката страна даде некое објаснување дека не би можело да се користи објектот. Можеме да размислуваме за повеќе локации, но може и да се работи домакински и да се овозможат на децата услови, бидејќи знаеме дека тоа може да се направи. Тоа е еден од проблемите со кои што се сочуваат родителите не само во центар сега, меѓутоа исто така проблем во центар е и уписот во градинките. Значи родителите се соочуваат со проблем да не можат да ги запишат децата во градинка иако живеат и работат на подрачје на центар, затоа што тука влегуваат и сите оние деца на родители кои што работат на територија на општина Центар, па дури и родители кои што сакаат децата да им одат во градинки во центар. Ќе успееме ли да дојдеме до ситуација да не мора да бараме врски за да ги запишеме децата во градинка? Ветивте 4 нови градинки. Мислите ли дека тоа ќе го реши проблемот, бидејќи сметам дека Центар има најголем проблем со уписите во градинка? Има особен проблем, дури луѓе кои што веќе работат во таа дејност, упатија и некои предлози, имате детектирано дека добар дел од тие дечиња знаат да бидат одсутни и преку 3 месеци. Па предлогот беше, ако продолжи таа тенденција, на некој начин да се најде модус тие деца да се испишат за да се отвори простор за другите дечиња. Искрено да ви кажам, проблемот во однос на Центар е што многумина не се жители на Центар, а работат во државните, јавните и други научни, да речам, образовни институции и го злоупотребуваат, да речам, моментот што тие таму работат и на тој начин по пат на определени врски, контакти, можности ги запишуваат своите деца во општината Центар. Знаете, во другите држави тоа не можете да го направите. Строго ви се определени правата и правилата по кои вие ќе се однесувате. Ако треба вашето дете да биде во конкретната градинка, ќе биде во конкретната градинка, ама ве делат само 2 метри или 3 од тој објект, меѓутоа, ако општината ви пропише таква содржина во која што вие мора да се придржувате, тоа мора да го испочитувате. Значи и во тој дел ќе мора да се интервенира. Сега центарци се приморани да фаќаат врски во општини каде што имаат луѓе за да ги запишат деца, бидејќи не можат. Познавам една госпоја која што долги години ја знам, ја познавам незината ќерка, сега внучето од таа ќерка. Тие се не баре на 5 метри од градинката 13 ноември во градски зид, не може детенцето да си го запишат. Значи, затоа и предвидовме таа градинка, ако е можно со овие модуларни сега градежнички потфати да се прошири, бидејќи постои простор таа истата да се прошири. Значи, детектиравме места каде што постојат услови да се прошират градинките, тоа и ќе се направи. Ќе се направиат и нови градинки, мора да има и во Капиштец, разгледуваме неколку локации во однос на Капиштец. Исто така и во Дебар Мало, во Пролет и во Маџир Мало. И сметам дека може тоа да биде не толку долготрајна градба, туку дека може да биде градба од многу помал временски рок и од многу помал финансиски дел. Неодамна бевте во посета на Зелен пазар заедно со независната кандидатка за градоначалник на град Скопје, Даниела Арсовска, поддржана од ВМРО ДПМН. Ги слушнавте проблемите на пазарџиите, беа дадени одредени ветувања, тогаш опозицијата, но и граѓаните ви забележаа дека ги слушате проблемите на пазарџиите, на жителите кои што живеат околу пазар. Реално, жителите околу пазар имаат проблем. Влизот со кола до сопственото паркинг место е хаотичен, иако има рампи и картици, брза помош не може да стигне
до зградиве од пазарџиите и од луѓето кои што пазаруваат, најчесто и од дивите пазарџии кои што се распрослани. Јавен тоалет нема нужда да се врши околу возилата паркирани пред зградите, скапаниот зеленчук, скапаното овошје се фрва околу пазарот. Реја се шири, зараза за децата кои што се играат таму. Имате ли решение за овие проблеми на граѓаните? Вака сега. Ние бевме и на Зелен пазар и Буњаковец. Кога ги разгледавме сите моменти, земајќи ги во предвид сите чинители кои учествуваат и кои се фреквентира низ тие, да речам, тезги или пазари 2, во случајот нели Буњаковец и Градски зид, мора да се води грижа пред се прво околу станарите, бидејќи особено е голем проблем Градски зид, буквално е под зградите, да се земе значи во предвид нивното потребно живење или соодветно пазарџиите, минувачите, купувачите, нели? Тоа е еден широк спектар на нешта, што значи веќе барем јас детектирав системски грешки, системски проблеми. Тие системски проблеми ние затоа се определивме, кратко го ставивме во програмата, меѓутоа намерно е ставено кратко бидејќи треба да се работи многу. Рековме дека истите мора да бидат обезбедени, како што спомнавте и вие, прво да имаат тоалет, да бидат заградени, да бидат соодветно направени со оние монтажни можности и за зимскиот и за летниот период, бидејќи ако го видите кровот горе, мислите дека се наоѓате во некоја латинско америчка... Да не кажам дека сетиот скршен материјал од пластика и се што не се користи ставен на кровот горе. Дотурот не е како што треба, се знае во секоја земја како се одвива дотур. Строго ви се определува од колку до колку ќе направите дотур. Во секоја земја, нема да одам подалеку, и на Балканот, во регионот, се знае на кој начин вие и ќе го чувате, ќе го складирате и ќе го продавате производот, нели? Значи и тоа мораме да го решиме. Паркингот околу тоа сериозно мора да се решава со оглед дека ние имаме таму станари кои што имаат свое живење, живеалиште многу одамна. А знам дека во моментот фактички нивните права на жители во тој момент како резиденти не се запазуваат. Мора да признаме дека има грешки на станарите кои што имаат гаражи подземни, а ги издаваат на сега ќе одев на тоа. Значи мора да се прибегне кон некоја мерка да се убедат тие луѓе дека гаражите се направени за автомобили. Тие не се направени за складирање на определена стока, дали тоа биле овошје, зеленчук, да не одам понатаму, не дај Боже, некое месо. Бидејќи сум видела и такво нешто. Ако тие гаражи се оспособат или се вратат во својата првобитна функција, тогаш на ниво на општина на ниво на Градски зид, бидејќи во Градски зид ми се сите тие подземни гаражи од времето после земјотресот, би се отвориле места за 800 возила да влезат натре. Што значи ние на општина центар ќе овозможиме ослободување на просторот за движење на пешаци и онаа нова алтернатива што се појавува во живењето. Пазарите мора да се средат, дивата економија ќе мора да се справува централната власт, меѓутоа како општинска во нашата надлежност ние ќе мора да определиме некој однос со Скопски пазар, бидејќи пазарите се под Скопски пазар. Дали ние ќе им помогнеме на тезгаџиите со определена субвенција околу закупнината, треба да ги провериме, значи финансиските можности, меѓутоа сме размислували во таа насока, се за да може да остане и да биде пазарот место и на комуникација, и на продажба, и на купување, и да биде туристичка атракција која што странците најмногу ја сакаат да ја видат. Општина Центар има доста стари згради кои што го преживеале дури и земјотресот.
Постојано зборуваме за енергетска ефикасност, за штедење на електрична енергија и така натаму, меѓутоа фасадите токму на тие згради не ги исполнуваат тие услови. Се гледаме шминка на фасадите кои што излегуваат на главните улици, меѓутоа внатрешните згради не личат веќе на ништо. Се распаѓаат, паѓаат парчиња врз автомобили, не дај Боже врз луѓе и така. Ке има ли можност граѓаните да бидат подеднакви без разлика дали живеат на главна улица или живеат во внатрешниот дел? Апсолутно, ние тоа прво го видовме што велите од безбедносен аспект, дека е опасно, може, не дај Боже, некој да настрада. Друго, во едни услови на климатски промени, тоа мораме да го санираме. Она што представува веќе еколошко или однесување или зачувување на животната средина, така што ќе изработиме, мора да се изработат соодветни критериуми по кои зградите во општина Центар ќе имаат можност да добијат или да добијат субвенција во износ од 30% во однос на менувањето на надворешните фасади, нели, применувајќи најсовремената технологија во однос на атмосферските случувања. Исто така се определивме да субвенционираме промена на азбестните кровови кај старите згради, исто така и за индивидуалните, бидејќи ние сепак имаме индивидуални куќи во општина Центар. И навистина јас многу ми се допаѓа оваа идеја да има еден свој континуитет, да почне во праксата да заживе и секако, значи, општината треба да се проверат, пак ќе кажам, финансиските средства, можности на општината. Во првичната наша определба ние се определуваме за 30% субвенционирање и секако врз основа на критериуми, но тие критериуми нема да внимаваат на идеолошки или партиски определби. Вашиот против кандидат, односно неговата партија, повеќе се занимаваат со вас и вашата програма отколку со својата, барем во последниве неколку дена од оваа кампања. Таков е впечатокот според соопштенијата што ни ги испраќаат, таков е впечатокот според дебатите кои што ги имаат. Ве обвинуваат за незнаење, непознавање на работите, нереални ветувања. Таквата кампања не е само кон вас, него и кон сите против кандидати. Сметате ли дека кампањата отиде во еден непосакуван правец? Апсолутно. Апсолутно. Знаете, сметам дека е тоа непримерно однесување барем за луѓе кои што треба да ја представуваат општина Центар. Значи, сепак општина Центар е општина која што ги определува или ги одредува и културолошките, и социјалните, и воспитните, ако сакате, изрази на луѓето, не само во општината, туку во градот, па и во државата. Но тоа ми зборува мене и за нешто друго. Знаете, јас сум историчар, за мене многу се препознатливи елементите кога некој користи една таква реторика, таков начин на изразување. Прво, јас не препознавам социолог кај мојот против кандидат, бидејќи јас ги знам многу добро социолозите, тие се мои колеги од филозофскиот факултет. На иста катедра сте, да. Да, така што јас сум изненадена од наративот што доаѓа од тој човек и не препознавам социолог. Кај нив има сосема една друга нарација, една друга можност за искажување, нудење на определени теории за градската, социјалната сфера. Очекував такви идеи од областа на градското живење, урбаното живење, бидејќи социолошката наука тоа навистина го третира. И тоа укажува на еден момент каде што слабоста на против кандидатите од аспект на владењето дека веќе е засегнато и дека не се сигурни во својот статус, дека и понатаму ќе продолжат да владеат. Ова е можеби вашето последно интервју пред вториот крок, односно финишот од овие локални избори. Која е пораката што сакате да испратите на жителите на Центар непосредно пред нивното изразување? Токму на она претходното што го спомнав. Значи, јас ги охрабрувам да почнеме да изразуваме една сосема друга урбана култура.
во таа смисла секогаш да имаат верба во самите своји изрази, мислења и ставови, дека нештата мора да се менуваат во смисла на подобрување. Ако сега ги поставиме основите на една сегашна подобрена состојба, тоа ќе значи дека ние ќе имаме и подобар иден развој на општината. Да веруваат во себе, нека ги премерат сите искажувања и наши видувања со мојот против кандидат. Убаво нека се размислат и нивниот одговор нека биде токму на 31 октомври зад параванот, бидејќи ќе повторам и неодамна кажав, ниедна власт не е вечна и не смееме да ја дозволиме да биде вечна, за да нашето живење секогаш биде подобро и подиалектично. Секогаш промената е добро дојдена. Да. Ви посагам многу среќа во недела на избориве и се надевам дека општина Центар конечно ќе го добие она што го заслужува. Ви благодарам.